може да кажа. Може да се помени така. Бегеначе. Пай се! Трчи натам, трчи се по него натам. Да, ја хоче дара малку. Ја се стека за лут. Ама тие повеќе. Секој користи. Секој. Па мора се. Добро. Але ако иде нечио, само ја иде код него. Зашто? Затоа што така ви нема. Ако ви искате, нема ни никога. Ако ќе ни трати, ако така иде. Ама само Катите. Степко, иди назад, кај да куцка. Време да да. Шема чи ти Bе, карај, не бој се, бе, Давај, бре! Можеш ти да си го строчи да го... Остана дома, ние вика, иди доле се здрав. Па доле идат по нив. Кој ми се кој се? Каде треба ќе му да Neko sluša pilotu se da boji.
se mai pure, bre na udo. Care bre, ne boj se! Care, ne boj se! Hai, bate svi! Jebemite. Ciao, grazie a tutti. Видите на живи. Колко се уверен Podem agora samo želeli. Sa skeletom. On beže.
Как бе? Дай че добија песа. Дай че добија. Дай че добија. Ето, вај, пали джип. Ела бе. Он е доктор. Тука. Гледаш како се изврне. Го спеа вока. Он е сад тука, само е че лоп и одма. Ајде бе. Че удари памо. Ой, блин. Пачи патор. Значи патор. Пачи патор. Значи патор. Дай ой. Браво, браво. Браво. Добар ден на сите. Голем поздрав од мене лично и од општина Босилеград. Да изразиме едно големо благодарство кам домаќино Чикоте, заедно с госпожата Мају, с децата, с Наата, с сите тука у Нуко, што са трета годин поред дозволили да околнината кшта направиме един многу голем, убав и секоја годин поголем собор. Благодарим многу. Идејата стана преди 3 години, кога дојдоа Чико и Деко и Љубен при мене и рекол, искаш ли кмете да подкрепиш? Рекол, да, одма уште од вратата, така ли беше? Да работиме заедно. Треба ни прво земјиште, па замолиме ние од општина власнико што купи фармата, да ни даде тука земјиште, направи се стази, една, друга, трета. Гледам са таа година изменено, додадени стази, верете ми дека таквија стази полека-лека у Европа нема. И тоа е све нина идеја. За прв пат трајал се вози у Србија. Благодарим. Браво! И тоа заедно с пријателите од Българија, кои ги поздравljam сите, са го направили. Тако ќе ги каже и по именце да ги не казуме един по един, да си добијат пекари после. Искам да кажем да имаме повеќе спонзори. Значи, општината е главен организатор, заедно с туристичката, тука е Владан, он е вчера бил уместо мене, пошто ја имаше врсти у Белград. Шмента е дал садиите, Шмента е многу помогнал околу стазите, околу организација, Владица Ванасија, Спортскиот сојуз. И купили сме пекарите, ние од општината преко Спортски савез, да би могли сите наградени денеска да си понесат пекари да запамтат. И плюс има 3 съдии од Българија и голема благодарност към тях. Аз това што зная. Никола Русев, видяхте доле сега ти. Ега не си гледал по часовник лево десно, нали? Добре. Трета годин поред искам да искажем голема благодарност на главниот спонзор за вечерата, тоа е фирма Фимас и собственик Дејан. Големо благодарство. Нешто малку ние помогнаме и така.
Иначе, сказали сме едно писмо према Хеба и сношните сокове и тия освежителни. Исто благодариме многу на Хеба за втора година поред. Голема промоција за село Ресен, голема промоција за општина Босилеград, голема промоција за нашиот бъдещи туризам. Тоа е една од точите на туризам. Од Ошчиме пише додека доле се такмичиме, Гаги Ѓорѓевиќ има кафану Трговиште. Зашто, Владо, радимо две џипијаде, одма ту смо едни до други? Ја му одговарам, брат ми, ние сме братски општини, нашата џипијада во Босилеград, сте добре дошли на неја. Изопшто не е исти карактер на џипијада. Една е такмичарска нашта, с 5-6 дисциплини, европски дисциплини, и сам го повикнал до година да како нашите џипаџи од Босилеград, тук има којжа 30-40 екипи се ишли у Трговиште и они да дојдат до година тук. Тоа е многу важно. На промоција, понавljам, на нашата општина. Оште еднаш благодарим на сите вас, без тие човеци кои сте тука сега днеска и без екипите кои се такмичили од Българија, од Македонија, од Трговиште, од Босилеград, тоа не би успеало. Един голем наклон и благодарим и сведопшти на Босилеград. Повеќе да не думам, ајде да почнеме да даваме медалите. И понавljам, тоа се основните хора кои се измислили тоа, ние сме поддржали од општината с две руце од Туристичкиот savez и од Спортскиот сојуз. Оште еднаш благодарим на сите. Аз много се радвам, че приключи днешното състезание благополучно, без нито един инцидент, без никакви проблеми. Това ме много радва. Защото това е един много опасен спорт и изисква много внимание и много организация да не стане някаква беля. Другото пък, от друга страна, съм малко разочарован, защото само 3 екипажи участваха от община Босилеград на цялото състезание. Това, което беше. Ето. От цялата община само 3 екипажи имаше. В хард клас участва Бобан Стоичков единствен. Искам да прочита спонсорите, които ни подсигуриха тези награди. Това са Павел Офроуд Маниак, магазин за офроуд части от София, Оксо Алати Белград, КТВ Транспорт Линц Австрия, Нена Дасенов Комита, Бојан Джип сервис од Скопје, Ибер Босилеград, Анитекс Босилеград и Мишо Пенев. И сега за първи път нещо ново направихме. Децата ме питат в училището, нали работи в училище. Искаме да се състезаваме с колела. И им направихме едно трасе тук до стандарт трасето. И децата караха с голям така ентусиазъм и много кеф. И вече имаме и там класация, победители, кои са, да видиме сега децата дали са тук, всички, които са участвали. Не, бе. Кой е първи? Така. Кой е първи? Я. Трето место е Матија Спасич. Да не забравиме и се благодариме на здравниот дом е тука, за не дај Боже са били. Е така. И ега устребат само ако се некој напие, за друго ништо. Тој ќе на прво място. Второ място Лука Петков. Браво! И трето място, първо място, най-добрият е бил Стефан Илиев. Честито. Браво, мајстори! Качете се сите заедно на првото место, се пригрнете една таква. Това е фер плей. Браво. Браво! Супер, това е најдобро. Добри сме. Бебе не галам. Не рем.
Трето място Марина Цветкова, Маргарит Георгиев. Браво! Второ място Цветелина Тодорова, Кристиян Василев. Петре, дима от цигарата иде, не може. И подразбира се на първо място е Александра Попова и Иван Попов. Тя е на всяко състезание първо. Аз не прочетох времената. Александра има 10 минути и 51 секунди. Цветелина Тодорова 14 минути и 15 секунди. И Марина 14 минути и 42 секунди. Продължаваме с клас стандарт. С най-добро време 4 минути 06 е Джет Ли, но не се е класирал. 8 е. Така. Светослав Миков. Багдатов ли беше? Второ място Кристиян Василев, Светослав Миков. Само се премества на другата страна навигатора. Две медали, браво! Браво, момче! Честито, колега! Ето те за първи път идват в Босилеград. И на първо място Светослав Миков, Драган Багдатов. Общо време 8 минути 43 секунди. Е дивна друга навигатор, сигурно поменява да си. Значи, от евра дойде да не е добре. Епи! Ево, сета, ево! Аз видите ти беше последно! Иване, само витара да подаде. Айде! От ти съм най-боли! Падам! И лебетка. О, си им също. Харт, който имаше много каране. Първо на затворено трасе 2 дена. Една зона, втора зона, трета зона. Борбата беше много голяма. Трето място зае Петър Харизанов и Ангел Трампелов. Общо време е 17 минути и 0 секунди 22 стотни. Второ място Веселин Даидов и дежурния навигатор Янко Попов.
Još Marko nema baš na slikama. Može. Времето им е 13 минути 55 секунди 45 стотни. И прво място с 13 минути и 24 стотни Бени Бенев и Владимир Мехтеров Джетли. С Сузуки гитара. Бајка унемеле го преди малко. Здрави, беше ли много пријатно? Бајка унемеле го преди малко. Модифицирани. Трето място Владимир Мехтеров и Валери Попов. Каде е Валерката ве спили? Качвајте се. Живото десно. Как нема дојде, брат. Миналата година ти обештахме. Второ място Дејан Ујковски и Божил Ујковски од Девин. Честито. Оно се и види, не? Ево, бе, шампионе. Аре, бе, добри, каде одиш, бе, човек? Па ти ги вземи двата. Па да. Ајде. Браво, баби. Браво. И прво място Веселин Даидов и Јанко Попов. Карака се две машини деска тие. И то имаше такова напин. Имате ли витрина вие за купите или да ви правим още една? Ajde, naredite se.